Јавното предпријатие задолжено за паркинзите во Струга функционирало како приватна фирма на поранешното раководство, со сомнителни фактури, финансиски злоупотреби и хаос во работењето, велат од новото раководство на јавното предпријатие Екоструга. Оттаму алармираат дека затекнале предпријатие удавено во долгови, без никаква контрола и финансиска дисциплина. Дополнителна загриженост предизвикуваат и фактурите, кои според презентираните информации се пронајдени во архивата на предпријатието, а говорат за непродуктивно трошење на народните пари. Пронајдени се поголем број на сомнежи за финансиски злоупотреби, почнувајќи од ниско евидентирани приходи, непотребни трошоци, па се до сомнителни фактури. Што се однесува до сомнителните фактури, постојат многу случаи каде што со средствата на предпријатието се купувани големи количини алкохолни пијалоци и други производи, кои не одговараат на потребите на предпријатието или на вработените. Тие фактури се евидентирани и се архивирани со печати на јавното предпријатие. Шазимановски соопшти дека кога е превзел функцијата, затекнал долг од над 1,5 милиони денари. Најголем сомнеж предизвикуваат податоците за приходите во екот на туристичката сезона. Според новото раководство, во месец јули, кога Струга е полна со туристи, селеници и посетители, биле евидентирани приходи кои не се соодветствуваат со реалната состојба на терен. Немаше систем и правилник. Имаше вработени, чии работни активности не се совпаѓаа со нивните решенија за вработување. Поголемиот дел од работните налози им биле давани усно, без писмена документација. Со еден збор, јавното предпријатие Екоструга функционирало како приватна компанија на поранешно раководство. Сите овие и многу други прекршувања се утврдени при внатрешна контрола и ќе бидат доставени до надлежните органи. Исто така ќе бараме и контрола од Државниот завод за ревизија. Во меѓувреме, од предпријатието тврдат дека за само 2 месеци приходите се зголемени за 30% во однос на истиот период лани, благодарение на засилените контроли и спречувањето на злоупотребите.